Почнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добре дојдовте. Жестоки реакции на граѓаните од општина Аеродром денеска беа упатени кон градоначалникот Златко Марин околу изградбата на висококатницата кај Мајчин дом. Повеќе на оваа тема ќе ве информираме во ова издание на вестите, а сега да ја проследиме генералната најава. Разрешена досегашната директорка на Скопски плански регион Розета Арсовска. Жестоки реакции кон Марин за изградбата на висококатницата кај Мајчин дом. Родителите да внимаваат какви играчки купуваат за децата. Во тек е конкурсот за доделување на наградата Големата мајка. Се подобруваат условите во градинките. За една година се вработени 1025 негователки и воспитувачки. Мнозинството градоначалници од скопските општини денеска одлучија за разрешување на досегашната директорка на Скопски плански регион Розета Арсовска на иницијатива на градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски. Меѓу останатото се дискутираше и за помош при реализацијата на проектите во другите општини. Градоначалниците на општините од Скопскиот плански регион денеска одлучија да ја разрешат директорката на Скопскиот плански регион Розета Арсовска, поради тоа што, според досегашните резултати, Скопскиот плански регион е најслаб регион во Македонија и поразителни се процентите на реализирани проекти. Имавме информација и договор околу тоа како Скопско-планскиот регион ќе настапува во иднина во меѓуграничната соработка со другите земји како што се Србија, Косово и Бугарија. И поделивме информација дека наскоро ќе отворивме канцеларија за делна соработка со Република Србија. Денес ќе разрешивме директорката на Скопски плански регион Розета Арсовска на барање на градоначалниците од градот Скопје со цел да се подобри идната комуникација, идниот развој на сите општини во градот Скопје, со тоа што како обврска има да направат приоритетни задачи и проекти во смисла на она што најчесто граѓаните ги барат од градоначалниците, а тоа е пред се инфраструктурата, водоводните снабдување и канализацијските мрежи, зачувување и унапредувањето на човеката околина и секако она што представува меѓу општинска соработка и можноста на користењето на европските фондови и ИПАР фондови кои што ни стојат на располагање во идниот период. Разрешувањето на директорката е на иницијатива на градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, кој рече дека директорот е тој што ги организира работите во организацијата, а во овој случај координацијата и предлозите во Скопскиот плански регион се многу слаби. Тука имам и некои работи кои што ги разгледував. Спроведувањето на планските документи за развојот исто идат, координациите се слаби. Предлозите од Бирото за регионален развој и идентификација на подрачјата со специфичен развој исто така немаме некоја информација, комуникација што се случува. Она што го рековте на денешната точка околу преку граничната соработка ја збориме многу време, а немаме никакви активности во досегашниот период, само истите работи цело време ги повторуваме. Досегашната директорка Розета Арсовска обвини дека немало интерес од страна на општините и покрај испратените дописи до општините, тие не сакале да учествуваат преку центарот, туку учествувале сами за разни проекти. За прекугранична и за Светска банка, со сите градоначалници е испратен дописот. Имавме неколку работилници. Од ваша страна нема интерес. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров спомна источниот регион. Да, во источниот, ама кој ќе седнат таму, сите разговарат, идат преку центарот. За прекугранична со Косово, исто испративме допис, прашувавме, имаме работилница, дали сакат од општините. Центарот, ако нема иницијатива од општина, дека вие сакате да соработуваме, јас не можам да измислам нешто. За Светска банка бевме и до општина Ѓорче Петров и до Кисела вода, кои што не сака да влезат со центарот, а аплицираа сами.
Заклучно со 19 октомври трае конкурсот за доделување на општинската награда Големата мајка, што ја доделува општина Газибаба. Наградата се доделува во повеќе области на лица кои направиле значајни остварувања од претходната и тековната година и што заслужуваат внимание на општина Газибаба. Во тек е конкурсот на општина Газибаба за доделување на наградата Големата мајка. Општината ги повикува граѓаните со живеалиште на подрачјето на општина Газибаба, како и членовите на одборот за наградата Големата мајка да предложат кандидати. Како што информираат од Газибаба, предлогот мора да биде во писмена форма со име на предлагачот, име и презиме, образложение и куса биографија на предложениот. Во предлогот мора да се наведе за која област се предлага доделувањето на наградата. Исто така, предлогот мора да биде адресиран до одборот за наградата Големата мајка општина Газибаба преку архивата на општина Газибаба. Инаку наградата се доделува за областа на културата, уметност, наука, млади и спорт, образование и воспитание, хуманост и солидарност, заштита и унапредување на животната средина и природата, аграр, стопанство и невладин сектор. Наградата се доделува на физички и правни лица од земјата и од странство за значајни остварувања од претходната и тековната година до објавувањето на конкурсот, како и за предлог период на работа и творештво што заслужуваат внимание на општина Газибаба. Конкурсот трае заклучно со 19 октомври 2018 година, секој работен ден од 8 до 16 часот. Наградата Големата мајка се состои од статуетка на Големата мајка, плакета и паричен износ кој го определува Советот на предлог на градоначалникот. Жителите на општина Аеродром денеска со жестоки реакции го нападнаа градоначалникот Златко Марин околу почетокот на изградбата на зградата што е предвидено да се гради на зеленилото кај Мајчин дом. Граѓаните најмногу реагираат на тоа што градоначалникот во предизборната кампања ветувал дека нема да дозволи градење на тој простор, а на терен од ноќеска состојбата е сосема различна. Жителите од општина Аеродром реагираат за градбата на висококатницата која е предвидено да се изгради на зелена површина на парцелата кај Мајчин дом во општина Аеродром. Граѓаните на социјалните мрежи го обвинуваат градоначалникот Златко Марин дека во предизборната кампања ветувал дека нема да дозволи градење зграда на овој простор, а како што велат граѓаните од овој дел на Аеродром, состојбата на терен е сосема спротивна. Тешка механизација пристигнала и се означува почетокот на градба. Од општина Аеродром информираа дека претходното раководство на општина Аеродром го пренаменило земјиштето пред Мајчин дом од зона Д1 во зона А2, односно стамбено домување, и го донеле детално урбанистичкиот план И10, ненајавено и без дебата. Општина Аеродром ги разгледува сите можни правни механизми за спречување на градбата пред Мајчин дом. Општината активно соработува со Уставниот суд, каде што се доставени сите потребни документи во однос на детално урбанистичкиот план И10, за кој се поднесени повеќе представки. Уставниот суд до денес нема донесено никаква одлука за овој предмет, ниту го има ставено на мирување, ниту го има поништено детално урбанистичкиот план И10, информира од Аеродром. Од општината вела дека во меѓувреме во општина Аеродром е пристигнато барање за дозвола за градба на плацот пред Мајчин дом, која општината е законски обврзана да го процесира, согласно позитивните законски регулативи и параметрите на се уште активниот детален урбанистички план И10. Жителите најавуваат дека со протести ќе го бранат зеленилото. На македонските пазари и продавници многу често може да се сретнат небезбедни и опасни играчки за децата и покрај тоа што во Македонија се спроведуваат строги мерки за безбедноста на играчките кои ги применува и Европската Унија. Многу загрижува фактот што штетни материи се откриени во играчки што секојдневно се купуваат како гумени топки, камиончиња и кукли. Затоа родителите треба многу да внимаваат од каде купуваат и што купуваат.
Родителите кога купуваат играчки за децата мора да внимаваат на некои правила за безбедноста на играчките. Македонските пазари и продавници се полни со украси и играчки кои се небезбедни и опасни за децата и покрај тоа што во Македонија се спроведуваат строгите мерки за безбедност на играчките кои се применуваат и во Европската Унија. Сепак во продавниците и на тезгите се уште се продаваат вакви играчки. Загрижува фактот што вакви штетни материи се откриени во играчки што секојдневно се купуваат, како гумени топки, пластични камиончиња, кукли и багери. Со Законот за заштита на потрошувачи, пред да биде пуштена во промет играчката, треба да ги исполнува основните безбедносни и здравствени услови. Играчките треба да бидат дизајнирани и произведени на начин кој ги исполнува стандардите за хигиена, за да се избегне било каков ризик за инфекции и болести. Играчките за деца од 1 година треба да бидат изработени од материјал што може да се дезинфецира, при што играчката не смее да го промени квалитетот. Влакненцата од играчките и косата на куклите не смеат да паѓаат при чешлање и кубење. Боите на играчките не треба да содржат мириси и да се симнуваат при триење со памук, миење со топла вода и сапун и дезинфицирање. Во последните години, безбедноста на играчките како проблем во Македонија се актуелизира, поради што свесноста на родителите е подигната на повисоко ниво. Нови вработувања и проширување на капацитетите се подобруваат условите во детските градинки низ Македонија. Во последниот месец обезбедени се 126 нови вработувања, а од почетокот на годината до сега вработени се 1025 негователки и воспитувачки со цел подобра грижа и безбедност на децата. Министерството за труд и социјална политика последниот месец обезбеди 126 нови вработувања во градинките низ Македонија, од кои поголемиот дел се на неопределено време. Со оваа последна согласност од почетокот на годината до сега, Министерството за труд и социјална политика преку Министерството за финансии обезбедило средства општините да вработат вкупно 1025 воспитувачки и негователки и друг персонал во детската заштита, со цел зголемување на бројот на кадар што се грижи за децата, а непосредно се работи и на подобрување на условите во градинките, како и на отворање нови. Освен што се работи на зајакнување на кадарот, Министерството за труд и социјална политика ги проширува и капацитетите. Од почетокот на годината до сега се отворени 11 градинки, а заклучно со декември планирано е во функција да се стават уште 13, со што годината ќе се заврши со вкупно 24 новоотворени градинки низ Македонија. Буџетот за изградба и опремување изнесува 41,6 милиони денари и е за 44% поголем од парите искористени минатата година за истата намена. Заклучно со август реализирани се 42% од планираниот буџет за оваа намена за 2018 година, односно веќе се инвестирани 17,5 милиони денари во детски градинки. Со вработувањата се постигнува растоварување на групите деца во градинките. Онаму каде нема просторни услови за одредување на посебни групи, во постојните кои се повеќе бројни се додава нова негователка или нов воспитувач, во зависност од потребата. Со сите овие мерки и активности, според министерката Мила Царовска, се прави напор за поголема вклученост на децата од 3 до 6 години во предшколското образование. Од денеска до недела во комплексот VIP Арена Борис Трајковски се одржува 44-тиот саем на мебел, на кој граѓаните ќе можат да ги видат најновите трендови во производството на мебелот. Едни од изложувачите на саемот се и Home Concept, кои во ова саемско издание ги нудат најновите модели на собни гарнитури, кујни, маси за комплетно опремување на вашиот дом од најдобрите италијански и турски производители. Во овогодинешното издание на Саемот за мебел 2018 изложувачи се Home Concept од Гостивар. На изложбениот простор во VIP Арената Борис Трајковски, на посетителите им ги прикажуваат најсовремените и најновите модни трендови од областа на мебелот. Home Concept на потрошувачите им нуди големи саемски акции на спални соби, гарнитури и кујни со најмодерен дизајн, кој единствено може да се види во Home Concept.
Исто така овде можете да ги најдете и најмодерните терпезариски маси, столчиња за секаква намена, комоди, кујни и гарнитури. Со саимското изненадување кое го нуди Home Concept, можете да го опремите вашиот дом за 2800 евра. Home Concept прави комплетно опремување и уредување на вашите домови и комерцијални објекти, со мебел од најдобрите италијански и турски производители. Home Concept во Випарината Борис Трајковски. Сите заинтересирани граѓани може да го најдат во втората саемска хала. На сајмот за мебел присутните можат да го видат и чистачот за душеци CleanMax, кој прави професионална стерилизација и санитизација на душеците. Со CleanMax технологијата можете да ги исчистите и предметите кои најчесто ги употребувате, а особено местата каде што си играат вашите деца. Професионална стерилизација и санитизација на душеци и перници овозможува тимот на CleanMax, кои се први на Балканот со оваа нова технологија, која за прв пат се имплементира во Македонија. Посетителите на сајмот на мебел, кој од денеска до 14 октомври се одржува во комплексот Випарина Борис Трајковски, ќе имаат можност во халата 1 да се запознаат со новата технологија и да ви ги презентираат како на најефикасен и комплетно еколошки начин може да ги елиминирате сите непосекувани микроорганизми од вашите душеци, перници и предмети по домот. Ангела Петров, менаџер на CleanMax, вели дека со оваа технологија темелно се стерилизираат душеците и се убиваат бактериите до 99,9%. Оваа технологија е нова, ја имплементираме моментално во Македонија, пред се во домакинствата, може и во здравствени и угостителски установи. Неколку фази работи нашиот принцип. Имаме сертифициран персонал, кој што работи континуирано на душеците на чистење. Сакам да напоменам дека работиме со најсофистицирана и патентирана машина од американски бренд Hygienia Tech, кој што постои од 1999 година и соработува со 57 земји во светот и има над 800 дистрибутери. Самиот процес почнува, не трае многу долго, морам да кажам дека трае во просек од 15 до 20 минути. Кажав дека е сув, 100% сув. Користиме најнова UVC гермицидна сијалица, која што ги уништува сите бактерии, значи 99,99% ги уништува бактериите. Непосакуваните елементи кои во огромен број ви прават друштвото дека спиете се најчистите причинители на алергиските заболувања како астма, бронхитис, кашлица, тешкоти во дишење, екзема, воспалување на слузницата, честите главоболки, чешење на кожата, солзење, иритација на очите, замор, па дури депресија. CleanMax ви нуди професионална стерилизација и санитизација на душеци, одржување на хигиената во хотелските, здравствените и јавните установи. Денеска имавме сончево време, а во западните делови мала до умерена облачност. Во Скопје сончево со слаб до умерен северозападен ветер. Во наредните денови метеоролозите најавуваат дека ќе преовладува сончево време со малку постудени утра, а дневните температури ќе бидат без позначителни промени. Денеска имавме температури до 25 степен, за утре се очекува да достигне температурата до 24 степени, а в четврток ќе се движи од 6 до 24, в петок од 7 до 24 и в сабота од 6 до 23 степени. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.